Размислувајќи за родовите прашања, кои се актуелните проблеми во однос на родот во рамките на едно општество, мушне е битно да се направи соодветна анализа на законската рамка. Значи, дали домашните закони ги адресираат сите актуелни и горливи потреби за статусот на жените во едно општество и дали се наоѓаат решенија или соодветни механизми за да тие имаат соодветна солуција. Во таа смисла е битно да се направи анализа, се разбира не на оние слоеви или групи во општеството, каде што жените се во повластена економска положба, нивното милие, од нивните семејни односи, од каде што произлегуваат се интелектуални, туку е битно да се погледнат така наречените џепови во општеството, односно деловите каде што жената расте и се развива во една средина која што не ја дава еднаква можност за растеж, не ја дава еднакви шанси како на машкото дете за да таа се усовршува и напредува во животот во онаа смисла, освен онаа родителската, мајчинската димензија. Во таа смисла, важно е да се види она што е веќе прокламирано во законот, значи оние можности кои што веќе нашата држава ги инкорпорирала како резултат на современите општествени текови во законодавството во различни држави, така и во нашето законодавство, кои што ги внела во законите по однос на бенефициите или можностите за охрабрување на активноста на жената во различни домени. Дали тие навистина се применуваат, колку од нив е можно да бидат со еднаков пристап, односно примена, надвор од она што се смета како една општествена група каде што тие одлуки или статусни можности полесно поминуваат. Јас лично се радувам кога гледам дека одредени жени или девојки кои што живееле во неповластени средини успеваат да се пробијат и да направат сопствена самореализација на многу повисоко ниво од она што би се очекувало од нив. Тоа е за пофалба, таквите примери треба да се охрабруваат и тоа да се афирмира за да тие бидат воидни на пример за слични случаи од нивните средини. Мора да постои свест и мора да се знае дека процесот на прогресирање на женските права не е секогаш праволиниски. И тоа може да се случи како да имаме и лоши примери, во нашата пракса сме имале од неодамна, по однос на тоа како напредува статусот на жената во општеството. Како лош пример можам да го наведам претходниот, старата верзија на Законот за прекин на бременоста, кој што во минатото предизвика големи реакции и кој што навистина е пример за одбегнување. Во таа смисла мора да се нагласи дека борбата мора да продолжи, жените мора да се борат постојано за своите права и да бидат на штрек во случај тие да им бидат ограничени со било какви идни законски решенија.